Почитувани граѓани, почитувани медиуми, криминалниот картел на власт бескрупулозно ја задолжува државата. Веќе човек не може да ги изброи задолжувањата кои по разни основи ги прави оваа недомаќинска власт на СДСМ. Вредноста по сите основи за нешто повеќе од една година надмина 1 милијарди 500 милиони евра бруто задолжување. За да не помине недела без ново задолжување, вчера Министерството за финансии ги задолжи Македонија и граѓаните за нови 780 милиони денари, односно 12,7 милиони евра. Потенцирам 12,7 милиони евра ново задолжување од вчера. Патем оваа власт, ова задолжување го прави за да почне да ги враќа своите долгови кои ги направи пред само една година. Со други зборови, криминалниот картел вчера префрли од шуплјо во празно и враќа своји доспеани долгови за кредити кои ги зема минатата година, а за кои никој не знае каде се потрошија парите. Помина речиси половина мандат, а нема ништо направено СДСМ, изградено или реализирано. Реализацијата на капиталните инвестиции оваа година е катастрофално и рекордно историски најлоша во последниве 30 години. Само 21% од планираните капитални инвестиции се реализирани. Поразително. Затоа нема нови 600 километри автопат, нема 100.000 денари плата за лекарите, затоа нема нови училишта, нови болници, нови градинки, студентски домови, спортски сали. Затоа нема пари за земјоделците. Затоа растот на економијата во Република Македонија е на ниво 0. Убедливо најнизок, не само во споредба со европските земји, туку и во споредба со земјите од регионот. Економијата ни тоне, крах и катастрофа на секое поле. Само задолжувањата растат секојдневно. Поминати се сите психолошки граници, јавниот долг надмина над 5 милијарди, а државниот долг над 4 милијарди евра и тој се ближи кон 5. Ако се земе предвид дека нема да се постигне проектираниот раст на бруто домашниот производ за оваа година, големината на овие задолжувања ќе бидат уште поголеми до крајот на 2018 година. Граѓаните гледаат дека со овој криминален картел на власт на СДСМ нема никаква иднина државата, а уште помалку нема да стане ниту европска. Се работи за властодржци кои се крајно неспособни, неработливи, но пред се корумпирани и криминогени. Тие парите на граѓаните наместо за потребите на народот ги трошат за тендери во 4 очи, за матни сделки и финансирање на бизниси на партиски блиски фирми. Со право се плашиме дека и новото задолжување ќе заврши за покривање на некоја нова иновативна метода за испумпување на народни пари во функционерските џебови во 4 очи. Ви благодарам на вниманието.